Вкусно! Во екот на летната сезона пожарите остануваат една од најголемите закани. Голем пожар избувна во населбата Гоце Делчев бараки во Охрид, при што беа зафатени деградирана шума и сува трева. Благодарение на брзата интервенција на пожарникарите и помошта од локалното население и доброволците, огнот беше ставен под контрола пред да се прошири кон блиските стамбени објекти. Според Горан Стојановски, од доброволното противпожарно друштво ЕКОФАП, покрај професионалните служби, клучна улога имаат и доброволните противпожарни друштва и организираните граѓани. Не само пожарите, туку и разни други елементарни непогоди и секаде онаму кај што ќе настапи некаква виша сила, населението не може да очекува дека само државата преку државни служби и институции може да реагира во смисла на помош, на санирање на некакви последици од такви појави. Затоа потребно е апсолутно доброволно волонтерско организирање на многу разни теми, меѓу другото и доброволно противпожарни, условно речено здруженија кои што би помагале за справување со поплави и така натака. Меѓутоа, повторно сакам да потенцирам дека исклучително е важно подигање на свеста за вакво здружување на граѓаните. Доброволните противпожарни друштва се вклучуваат во интервенциите исклучиво во координација со надлежните институции, но паралелно спроведуваат и превентивни активности во најризичните подрачја. Се вклучуваме и би се вклучувале само на повик на официјални служби. Дирекцијата за заштита и спасување, локалната самоуправа, Министерство за одбрана, Министерство за внатрешни работи и така натака. Дефинитивно, само иницијативно преземање не сме да има, освен во онај дел еколошкиот план и така натака. Меѓутоа ние, ето таа само иницијатива, неколку години наназад со друштво, со пријатели, со самоорганизирање, стационираме 2 возила полни со вода постојано во Љубаништа на лето. Да, сами имаме проценето дека местото е малку подалеку, сообраќајот таму е напрегнат, особено во летен период. Би било исклучително тешко кога противпожарната станица од Охрид би требала, не дај Боже, да реагира таму и така натака. Така дека како некој резервен ресурс се трудиме нешто во тој дел да чуваме. Во пресрет на летната сезона, македонската и албанската полиција ги засилуваат заедничките активности за превенција и навремено справување со шумски пожари. Полициски службеници од двете земји одржаа работна средба на која беа договорени координирани превентивни безбедносни мерки за подигнување на јавната свест за заштита на шумите од пожари и спречување на пожари на отворен простор. Предвидено е за време на летната туристичка сезона да се реализираат заеднички полициски патрули во шумските појаси долж граничниот и пограничниот простор. Територијалната противпожарна единица Охрид набави нова висококвалитетна лична заштитна опрема за сите пожарникари, со што значително се унапредуваат условите за безбедно и ефикасно извршување на секојдневните интервенции. Станува збор за комплетна заштитна опрема за интервенции при структурни пожари, која вклучува интервентни јакни и панталони, заштитни шлемови, светилки за шлем, поткапи, заштитни ракавици и противпожарни чизми. Покрај ова набавени се и висококвалитетни специјални маски наменети за интервенции при пожари на отворен простор. Набавката е реализирана согласно годишниот план за јавни набавки на територијалната противпожарна единица општина Охрид во вкупна вредност од околу 4,7 милиони денари. Од противпожарната единица упатија благодарност до надлежните институции за поддршката во реализацијата на набавката, истакнувајќи дека современата заштитна опрема е од исклучително значење за безбедноста на пожарникарите, но и за поефикасно и посигурно дејствување на единицата на териториите на општините Охрид и Депрца.
Јавното предпријатие Билјанини извори воведе нов софтверски систем за паркирање со кој на граѓаните и туристите им се овозможува целосно онлайн плаќање на паркинг услугите. Со новиот систем месечните билети за паркирање може да се купат и платат онлайн без потреба од физичко доаѓање во просториите на предпријатието и без плаќање во готово. Месечните билети се целосно виртуелни и се поврзуваат директно со регистарската ознака на возилото, со што се елиминира потребата од хартиени билети, налепници или нивно поставување во возилото. Дополнително, за странските гости и туристите е овозможено едноставно плаќање преку QR кодови кои директно ги пренасочуваат кон страницата за онлайн наплата. На овој начин плаќањето може да се изврши брзо, сигурно и без потреба од готовина или посета на продажното место, посочуваат од јавното предпријатие. Новиот систем овозможува онлайн купување и продолжување на месечни билети, виртуелни билети поврзани со регистарска ознака, плаќање со платежна картичка, едноставно плаќање за странски гости преку QR код, побрза и поефикасна контрола на паркирањето, намалување на административните постапки и чекањето во редици, потенцираат од Билјанини извори. Со воведувањето на новиот софтвер се стремиме кон постепено намалување на физичката наплата и поголема примена на современите безготовински начини на плаќање. Целта е да обезбедиме побрза, посигурна и потранспарентна услуга, достапна во секое време и од било која локација, велат од јавното предпријатие. Ова лето Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид располага со нова генерација спасители обучени по најновите меѓународни стандарди. За разлика од претходните години, обуката беше реализирана по нов прирачник со современа спасувачка опрема и нови техники, што представува значаен исчекор во подготовката на спасителите на отворени води. Траеше 7 дена, таа се состои од теоретски и практичен дел и навистина беше интензивна обука и захтевна на некој начин. Беа пријавени вкупно 22 спасители, но од нив 15 ја поминаа таа обука и се, да кажам, нови спасители. Обуката се одржа кон крајот на јуни, а низ интензивна теоретска и практична подготовка поминаа кандидати од Охрид и Струга. 15 кандидати кои ги исполнија високите критериуми и успешно ги совладаа сите предвидени проверки, се здобија со меѓународно призната лиценца. Она што ја издвојува годинашната генерација е целосно новиот концепт на обука. Оваа година мислам дека спасителите кои се обучија на оваа обука има доста захтевна обука по нов прирачник, по нови ИЛС стандарди, со нова опрема и со нов начин на извлекување на давеници и нов начин на практично и теоретско предавање. Мислам дека оваа година се доста спремни, за разлика од претходните години кој беше застарен материјалот. Сега имаме еден нов кадар кој е современо обучен, со современа опрема и со современо знаење. Така што имаме едни од најобучените спасители во Македонија. Паралелно со новиот начин на обука, Центарот за безбедност на вода располага и со модернизирана спасувачка опрема. Обезбедена е опрема за покривање на 25 капалишта, како и специјализирана опрема за интервенции при поплави и спасување на брзи води. Годинава Центарот доби и специјална спасителна санка и 2 спасувачки платформи, со што дополнително се зајакнува подготвеноста за интервенции во различни водени средини. Успешно реализирана регионалната летна крводарителска акција во Охрид. Беа собрани 97 крвни единици, а на акцијата се одзваа крводарители од Охрид, Струга, Битола, Прилеп, Кичево, Демир, Хисари и Ресен. 11 крводарители за прв пат даруваа крв и се приклучија на големото крводарителско семејство на Црвениот крст. Од Охридскиот Црвен крст упатија благодарност до сите крводарители, волонтери, Институтот за трансфузиона медицина, како и до општинските организации, институциите, компаниите, организации и медиуми кои придонесоа за успешна реализација на акцијата. Порачаа дека секоја дарувана единица крв значи нова надеж и шанса за живот за пациентите на кои им е најпотребна, упатувајќи апел граѓаните и понатаму да даруваат крв. Специјалистичка биохемиска лабораторија и ординација Сонце ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, дуваше слаб до умерен ветар од северен правец. Максималната температура се искачи до 31 степен.
Утре во Охрид сончево и топло со мала до умерена облачност. Утринската температура од 17 степени, а максималната дневна до 33 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 12 до максимални 38 степени. До понеделник времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Особено топло ќе биде утре и во деновите од викендот, кога дневната температура на секаде ќе биде над 31 степен. Во вторник се очекува нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.